Убавиот асфалтен пат кој поминува низ оризовите полиња не води кон кочанското село Зрновци, сместено во подножјето на Плачковица. Зрновци е населба со 500 домаќинства и околу 2800 жители. Условите за живот, како и начинот на живеењето, не се многу разликуваат од оние во градот. Зрновци е снабдено со сите потребни производи за добар живот. Амбулантата, поштата ги задоволуваат потребите на селото. Во Домот на културата, покрај редовните кинопредстави, често гостуваат уметнички ансамбли од другите места на Републиката. Во Централното основно училиште Тодор Арсов учат 700 ученика од Зрновци и другите блиски населби Грдовци, Прибачево, Мородвис, Видовишта и Геранци. Зрновчани целиот свој живот, својот напредок го поврзува со својата земјоделска задруга Зрновка. И не само тие, туку и жителите на спомнатите околни села. Основната дејност на задругата е производството на ориз од своите 150 хектари, како и на стопанството од индивидуалните земјоделски производители, чија вкупна површина изнесува над 600 хектари. Така во задружната фабрика Лупилница на арпата се глазира и пакува годишно повеќе од 2500 тони од познатите сорти бел ориз, Маратели, Монтичели, Балдо, Сан Доминико и други. Покрај ова, задругата произведува рани градинарски култури, афионово семе, кој исклучиво се извезува. Инженер Глигор Иванов е директор на земјоделската задруга Зрновка од Зрновци. Дугар Иванов, што сте вие се направиле до денес за здружување на земјоделските производители? Познато ни е дека вашата задруга опфаќа едно пошироко подрачје отколку само селото Зрновци. Нашата задруга е економски добро стојат, е стабилизирана и луѓето, индивидуалните производители имаат верба во неа и се зачленуваат. Меѓутоа, моје длабоко уверување, кога би тие знаели какви права имат докрај, тие не би чекали ни ден, би се учленили до еден. Бидејќи со новите устави, со нашите прописи и статутот и правилникот и самоуправната спогодба, тие учествуваат во крајната расподела на нивните вложени средства и производи, било ориз, било афион и сето тоа друго. А каква е вашата активност како задруга за да ги уверите луѓето? Па видите, активноста, ние не сме се дали доволно на тоа поле да ги увериме, но практично мислам че увериме и ќе имаме крупни резултати. Ние и без тоа, на база на тоа учленување, сме дали големи средства за оваа година. Било тоа да е во репроматеријали, во машински услуги, стручна помош, граđevinски материјали, сето тоа друго е давано, бидејќи премалку реков да задругата економски добро стои и дава и има верба во луѓето, бидејќи тие покажаа до сега да своите задолженија ги честно измируваат према задругата. И задругата соодветно има поверење во производителите. Инако, Дугар Иванов, задругата што се направила за местото, за селото Зрновци? Па видите, задругата е една економска организација овде, кај што друга нема слична. И таа, сакала или некила, е доскочила во сите овие подухвати од комунален карактер. Рецимо, за патот сме дали 30 милиона кочани Зрновци за асфалтирање на патот. За мостови сме дали, даваме имаме спортски клуб овде, у Зрновци, за него, за просвета и за ред други работи, за екскурзија на деца и за други сите овие потреби кои се појават од селски карактер, задругата не е... Значи, Зрновка е главниот носител на активностите? На активностите, како економски потенцијал, таа го има во селото и со тоа се носи и понатака ќе учествува во сите тие промени на селото во духот на нашето социјалистичко друштво. Кон крајот на минатиот месец ние присуствувавме во Зрновци на свечаност што се одржа по повод 30 годишнината од победата над фашизмот, 30 години слобода и избратимувањето помеѓу Зрновци и лесковачкото село Печењевце во Социјалистичка република Србија. Тој ден во Зрновци беше вистински празник. Гостите беа пречекани со мајско цвеќе, песна и свирка, со познатата наша македонска гостопримливост. На свечената седница беа разменети поздрави и пригодни подароци, монографии од збратимените Печењевце и Зрновци. Местна заедница Печењевце хтела е да се братими sa неким селом
iz Socijalističke Republike Makedonije. S obzirom da u našem selu Pečenjevcu postoji preduzeće Radan koje se bavi preradom kafe, kao i pakovanjem pirinča, a s obzirom na to da u vašem selu postoji fabrika Zrnovka koja takođe otkuplja i bavi se ljuštenjem pirinča, te dve organizacije upravo inicirale su da dođe do ovog bratskog susreta. Mislim, upravo mi smo preko njih realizovali jednu akciju koja je, kako reče juče jedan na sednici, prava formula za istinsko širenje i dokazivanje, upravo i čuvanje onog bratstva i jedinstva koje je stečeno u narodno-oslobodilačkoj borbi. Ние како граѓани од село Зрновци извршивме посета по покана на местната заедница од село Печенјевци на 12. октомври. Тоа е нивни традиционален празник, што се празнува како ден на ослободувањето на Лесковац, а заедно со тоа и ослободувањето на Печенјевци. Остави ни многу добар впечаток нивниот топол прием, нивното другарство, нашата заедничка веселба, а истовремено не можевме да не идеме на човек, а да не знае за нашето доаѓање во Печенјевци. Преко овие наши зборови, ние сакаме да упатиме на сите граѓани од Зрновци и Печенјевци кои што не се присутни на овој наш свечен скуп, да ние веќе сме го остварили тоа најважното, нашето традиционално братство, кое што ќе настојуваме да се пренесе и кај младите поколенија. Збратимените села Зрновци и Печенјевци пред полна сала во Домот на културата за зрновчани и нивните гости прикажаа богато културно-забавна програма. На програмата беше изведен рециталот Слобода од учениците на збратимените села на македонски и српско-хрватски јазик. Квизот 30 години од победата над фашизмот побуди голем интерес кај посетителите. Запазени беа и фолклорните изведби од представниците на двете збратимени села.